Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска имам убава можност да известам јавноста, а особено припадниците на армијата, дека Министерството за одбрана, предводено од Социјалдемократскиот сојуз, почнувајќи од 1 јануари оваа година, во сетот на веќе исполнети ветувања за вистинска валоризација на напорите и трудот на припадниците на армијата, придодаде уште едно исполнето ветување. Со Законот за служба во армијата на Република Северна Македонија, за припадниците на армијата, утврдено е правото на надоместок при вршење на стражарска служба, дежурства, служба на посебни воени објекти, извршување на задачи во кризна состојба, гранично обезбедување, трупни патувања, теренски вежби, целодневни напорни теренски обуки и слично. Овој надоместок се исплатува под услови пропишани со правилник, но како што е предвидено, тоа се активности кои траат повеќе од 24 часа, најчесто континуирано и повеќе денови, а начинот на извршување бара зголемен психички и физички напор. Тоа се обврски активности кои пред се ги извршуваат професионалните војници и подофицери, а во помал број и офицери. Кога дојдовме во јуни 2017 година, затекнавме состојба во која пропишаниот надоместок воопшто не се исплаќаше. Предходните десетина години имало подолги периоди во кои надоместокот бил компензиран само со слободни денови. Тоа доведувало до голема отсутност и нарушување на континуитетот во функционирање на армијата. Од јуни 2017 година па наваму, истиот редовно и навремено се исплатува во пропишаниот износ од 610 денари. Едно од нашите ветувања беше дека трудот, психичкото и физичкото оптоварување при извршување на наведените активности треба да биде и адекватно валоризиран. Затоа, од 1 јануари 2021 година, дневниот износ на надоместокот од 610 денари го зголемивме за околу 15%, односно на 700 денари, а во неработните денови и празничните денови овој износ се зголемува за 20, односно 30%. Покрај ова, само за 3 години обезбедивме 3 пати зголемување на примањата во армијата и тоа како за платите, така и за надоместоците. Заедно со 8000 денари за стамбено обезбедување, примањата кај војниците и подофицерите се зголемени за 50%. Платите за сите цивилни лица на служба во армијата пораснаа за најмалку 26%, а кај војниот персонал имаме зголемување на платите за 16%. И не застануваме тука. Секоја година ќе ги зголемуваме овие износи, стандардот на припадниците на армијата и понатаму ќе расте. Како одговорна партија, продолжуваме силно посветени на реформските процеси во одбраната и на остварување на стратешките одбранбени планови на земјата, сега веќе како полноправна членка на НАТО. Благодарам.